Еден од луѓето кои што имале најблиско општење со Бог, од тоа што го читаме во Библијата, е Мојсе. За израелците, за евреите од ден денешен Мојсе е топ фигура, значи можеби најславниот лик од писмото. И во Библијата има во петокнижието, односно Излез, Левитска, Броеви и повторени закони, тие 4 книги, има доста разговори кои што се одвивале помеѓу Бог и помеѓу Мојсе. И во еден од тие разговори Бог му кажува на Мојсе: еве го кој е мојот план за израелскиот народ. Еве што планирам понатаму да направам со израелскиот народ. И на тој разговор и на тој план кој што Бог му го открива на Мојсе, Мојсе одговара со индиректно одговара со неќам. Неговото неќам доаѓа во формата на: ако ти не одиш со нас, ние никаде не одиме. Ако ти не тргнеш со нас, ние нема ни еден чекор напред да направиме без твоето водство, без твојата благонаклоност, без твоето присуство. Пред да влезат во обетената земја, значи една од главните теми во Стариот Завет е влегувањето на израелците во обетената земја и начинот на кој што тие се однесуваат додека се во обетената земја. Бог има една замисла како тоа треба да се одвива, поради нивната непослушност тоа се одвива на сосема по некој начин. Ама пред да влезат во обетената земја, израелците често живеа непослушно, па дури кога влегува живеа непослушно кон Бог. Се сеќавате, Бог под водство на Мојсей ги вади од Египет и им вика: сега ве носам во таа земја која што им ја ветив на вашите предци. Тоа патување требаше да трае најмногу 2 недели, а траеше 40 години. Зошто? Заради непослушноста на израелците. Ова е сосема друга тема, ама некој пат зошто некои работи ни требаат многу долго време да ги надминеме, наместо 2 недели ни траат 40 години или наместо 2 дена ни траат 2 години, е токму тоа, непослушноста кон Божјото водство и кон Божјиот глас. Пред да влезат во обетената земја, Бог разговара со Мојсе и ова е всушност многу скоро откако излегува од Египет. И Бог му вика: да, ќе ве воведам во обетената земја, ама јас нема да одам со вас. Излез 33 глава. Отворете, имате Библија пред вас, значи Излез втората книга од Библијата, 33 глава и ќе читаме од 12 до 17 стих. Значи Излез 33 од 12 до 17. За мене ова е најомилената глава во книгата Излез, ама нема да читаме цела. Ако имате дома време, а имате сигурно, прочитајте си ако сакате. Значи Излез 33 од 12 вика вака: и Мојсей му рече на Господ: ете ти ми велиш води го тој народ и не ми јави кого ќе пратиш со мене, иако ми рече: јас те знам по име и ти најде милост пред мене. Па ако сум нашол милост пред тебе, откри ми се за да те разберам, та и понатаму да најдам милост пред тебе и да видам дека овие луѓе се твој народ. И му рече: и јас самиот ќе врвам пред тебе и ќе те успокојам. Ова е Божјиот одговор на Мојсе. А Мојсе му вели: ако ти самиот не појде со нас, тогаш не изведување одовде. Зашто пошто ќе познаеме дека јас и народот твој сме нашли милост пред тебе, освен по тоа што ти одиш со нас. И пошто ќе се разликуваме и од народот твој од сите други народи што се на земјата. И Господ му рече на Мојсе: ќе го направам тоа што го кажа, зашто ти најде милост пред мене и те познавам многу добро. Зошто се одвива разговорот помеѓу Мојсе и Бог, каде што Бог му вика: ќе одам пред тебе, Мојсе вика: ама ако ти не одиш, се не праќај. Затоа што во 33 глава, ај првите стихови некои ќе прочитаме за да ни даде одреден контекст. Значи прв стих ќе читаме, првите 2-3 стиха ќе ги читаме. Вика вака: и Господ му рече на Мојсе: крени се од тука ти и народот кога го изведе од земјата египетска и оди во земјата за која им се заколнав на Аврам, Исак и Јаков, велејќи: на потомството ваше ќе му дадам. И ќе испратам пред тебе ангел и ќе ги изгонам хананците, амореците, хитиците, перизиците, евејците и јевусиците и ќе те одведам во земјата каде што тече мед и млеко. Самиот нема да одам со вас, за да не ве погубам по патот, бидејќи вие сте тврдоглав народ. Ова е причината зошто Мојсе му вика на Бог: ама ако ти не дојдеш, исто не праќај никаде. Затоа што Бог вика: окей, ќе го исполнам ветувањето, ќе влезете во таа земја која што им ја ветив на вашите предци, ама јас ако одам со вас, ќе ве потребам. Зошто? Затоа што
Бог е свет и праведен. Бог не можеше да остане доследен на неговиот карактер, на неговата природа, и истовремено цело време да им прогледува на израелците ни спрци за нивните гревови. Затоа Бог вика, подобро за вас е, ако не дојдам. Ама Мојсей после некој време му вика, не, или ти дојди, или ние не одиме никаде. И повикот до Мојсей беше, крени се од тука, 33 глава, 1 стих, крени се од тука ти народот кој го извади од земјата и ќе влезете во земјата кој што јас им ја ветив на вашите предци. Тоа е неговиот повик. Ова не е првпат Мојсей да го чуева, не е дека му дојде на Мојсей како, ја не знам дека ти за ова ме повикуваш. На почетокот од книгата Излез, Бог го повикува Мојсей, сеќавате со грмушката која што гори, ама никога да согорува, и му рече, еве мојата задача за тебе, еве го мојот повик за тебе. Народот мој плаче, неговиот плач стигна до мене, и јас те одбирам тебе како човек кој што треба да го изведеш народот од Египет и да го водиш во ветената земја. Тоа беше задачата на Мојсей. Како што Бог му дава задача на Мојсей, како што Бог му дава повик на Мојсей, Бог на секој еден од нас ни дава одредени повици, или може така да ги речеме, повици ги речеме, или ни дава одредени задачи. Кога зборуваме за повик во црковен контекст, или од проповедални, која зборуваме за повик од перспектива на Библијата, не треба да го гледаме само како повик во контекст на црквата. Јас сум повикан да некој да свири, некој да проповеда, некој да служи, некој да се стапува. Тоа е повик. Вистина во Новиот Завет пишува дека оние што му припаѓаат на Бог има духовни дарови, тие нивни духовни дарови се еден вид на повик кој што за нешто што луѓето треба да го прават конкретно во заедницата. Ама повик не е само тоа што го правам во црква. Повик е тоа што го правам дома. И тоа е многу потежок повик од тоа што го правам во црква. Во црква ќе спремам проповеда, ќе проповедам саат време и вие ме гледате само саат време. Ама повик е како се однесувам дома. И тоа за секој еден од вас е повик. Некој од вас сте повикани да бидете родители, некој од вас сте повикани да... Значи, секој еден од нас има одреден повик по дома. Повик е тоа што го правам на работа. Повик е тоа како се однесувам во општество, во овој град во кој што Бог ме поставил. Има многу контексти во кои што Бог ни дава одредени повици, бидејќи повикот во крајна смисла или во суштината е како јас се однесувам во оној контекст во кој што Бог ме поставил. Како родител, како дете, како вработен, како член на оваа црква и сите други улоги кои што Бог ми ги има дадено во животот. И кога Бог те поставува во семејството, на пример како родител, ти вика, еве, како што на Мојсей му рече, еве ти го народот и воведи го во ветената земја, Бог кога те поставува како родител, ти вика, еве ти го сопругот, сопругата, еве ти ги децата и биди духовен водач во семејство. Тоа е повикот на вас кои што сте родители. На сите кои што се во брак, повикот е да го сака сопружникот. Кога Бог не поставува во градот во кој што живееме овдека каде што сме, сеќават израелците кога беа во Вавилон, се вика што да правиме сега во Вавилон додека сме тука. Бог им вика преку пророкот Еремија, барајте го доброто за градот кај што ве поставив. Со други зборови, ве поставив во тој град и немојте сега само да седите со скрстени раце. Правите нешто кое што ќе биде на благослов на градот во кој што јас ве поставив. Причината зошто ние како заедница имавме и се уште сакаме и се трудиме да има, например, хуманитарна работа како заедница, зошто? Бидејќи сакаме да го благословиме градот во кој што Бог не поставил тука каде што сме. Кога Бог не поставил во одредена заедница, во црковна заедница, вика, еве го твоето духовно семејство, кој што на Мојсей му рече, води ги израелците во ветената земја, Бог ти вика, дај го тоа што ти го имам дадено како дар, како талент во функционирањето на оваа духовна заедница. Како што може да приметите, Божиот повик секој пат подразбира служба на другите. Кога Бог го повика Мојсей, Бог не му рече на Мојсей, сака да ми служи со тоа што ќе седиме и ќе разговараме јас и ти по цел ден. Или ќе ми пееш песни по цел ден. Току му рече, прво Бог го повика кон себе и после тоа го прати кај другите. Истото и со нас. Прво Бог не повикува кон себе и тој повик е за спасение и после тоа не праќа кај другите и тој повик е за служба. И сега Бог го повикува Мојсей, на почетокот му рече, мислам дека во 2 или во 3 глава Излез, кога Бог му се открива на Мојсей, Мојсей вика, добро, ако ме праша фараонот сега, што да му кажам? Кој си ти? И Бог само му рече, јас сум тој кој што сум и јас ќе бидам со тебе и толку. И сега на почетокот на службата Бог му вика, јас ќе бидам со тебе. После неколку денови,
Или после неколку недели, после неколку месеци, Бог му вика, знаеш што? Одете, правите што ќе правите, јас со вас не можам да одам. Зошто? Бидејќи сте тврдоглав, бидејќи сте непослушен народ. Што значи тоа дека Бог нема да биде со израелците, дека Бог нема да оди со нив? Во Библијата јасно пишува дека Бог е сеприсутен. Ако Бог не е сеприсутен, не може да биде Бог. Значи огранича само во одредено место и во одредено време. Значи кога Бог вели јас нема да одам со вас, тоа не е јас се откажувам од мојата сеприсутност. Пример, кога во Новиот Завет Господ Исус вика, каде се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум јас помеѓу нив. Што значи тоа, дека ако двајца или тројца на улица не се собрани во неговото име, дека не е таму? Не. Поентата е дека мислам дека треба да разграничиме помеѓу Божјото присуство како сеприсутност и Божјото присуство како благонаклонност, како одобрение, како тоа што се случува, јас сакам да го благословам, тоа што се случува, јас го одобрувам и јас благонаклонно гледам на тоа. Кога Бог му вели на Мојсе, одете вие во ветената земја и јас нема да одам со вас, он не вика јас нема да бидам се присутен. Он секако ќе биде се присутен. Ама им вика, тоа што вие го правите, начинот на кој што вие се однесувате, јас не го одобрувам. Така што не одам со вас на некој начин, значи не гледам благонаклонно кон тоа што вие го правите сега во ситуацијава. Не гледам благонаклонно на начинот на кој што се однесувате. Во превод мислам дека Бог му вика на Мојсе, си терате по свое, вие како народ, ви објавив што е мојата волја, ви кажав што е мојата волја, вие упорно не ме слушате, упорно си терате по свое, ако сакате да си терате по свое, бојром. Јас ова ваше однесување нема да речам супере, само напред терете. И тоа верувам дека има примени за нас денес. Повторно, не забораваме, Бог е се присутен, што значи дека во одредена смисла никој пат нема да не остави, никој пат нема да биде далеко од таму каде што сме ние, ама верувам дека има ситуации во животот кога ние си тераме по свое, Бог ни открил што е неговата волја за одредена ситуација, како сака да постапиме, знаеме што е правилно, ама си тераме по свое. Си одиме, си живееме своеволно. И Бог ќе ни опомени, Бог ќе ни каже дека смета дека тоа не е во ред, ама со тек на време, тоа што Бог ќе го направи, јас верувам врз основа на овој стих и дури би рекол врз основа на други стихови од Светото писмо, е дека Бог ќе имаме гости. Окей. Дека Бог ќе рече, окей, чекај малку. И би рекол дека Бог ќе се повлече, барем за момент ќе се повлече. И ќе рече, ова што го правиш ти, не ми се допаѓа. Тоа е тоа што му кажа на израелците. Ова што вие го правите, не ми се допаѓа. Ви кажав, не послушавте. Време е да се повлечаме, чекам. Не се повлекува за секогаш. Туку вика, едноставно јас ова нема да го трпам. Има ситуации кога Бог ќе рече, доста беше. Ние зборуваме за Бог на љубов, зборуваме за Бог кој што е милостив и така натаму, ама никој пат да не ни се случи да злоупотребиме таа љубов или тој негов благослов. Бидејќи има ситуации кај што верувам дека Бог вели, ако сакаш да продолжиш сам, продолжи сам. Ти кажав која е мојата волја, ти упорно си тересо. Тере напред. Јас сум тука, кога ќе се покажеш, ќе се вратиш, јас ќе доам и ќе ти покажам како понатаму. Ама ако сакаш, продолжи сам. И некој пат тоа има примена верувам во било кој контекст од нашиот живот. Замислете во семеен контекст. Сите сме дел од семејство одека. Не само духовно, туку си имаме биолошко, си имаме физичко семејство. Секое семејство си се соочува со одредени предизвици, со одредени проблеми, со одредени ситуации. И кога се соочуваме со тие предизвици ситуации, Бог, ако го бараме, Бог ни дава мудрост, како што им каже на израелците како да се однесуваат, Бог и нас ќе ни каже, еве како сакам да постапите во оваа дадена ситуација. И ако ние упорно си тераме по свое, ние мислиме, ние како знаеме дека е подобро, јас верувам дека доаѓа момент кога што Бог вика, продолжете си напред. Кога се покаете, кога се вратите назад, јас ќе бидам со вас. Јас ќе ве благословам и ќе ви дам начин како да продолжите. Ама се дека терате своеволно, може да си одите своеволно. Тоа исто така со црквата, не само
нашите семејства кои што припаѓаме секој нас туку на духовното семејство. Ако во заедницата има работи кои што не се согласно Божјата волја, и сите се прават на точно во однос на тоа. Секој само се ги премолчува, секој само си доаѓа на богослужба, да, ќе се поздравиме, ќе се слушнеме, ќе се вратиме дома, знаеме дека нешто не е како што треба, ама сите си го премолчуваме затоа што, кој ќе се расправа сега, кој ќе решава проблеми во црквата. Јас верувам дека Бог ќе дава опомени преку поединци, не само тој што стои на проповедално да проповеда. Некој многу често опомените ќе доаѓате преку другите. Ама ако Бог дава опомени во една духовна заедница, и никој не ги слуша тие опомени и си тераме по свое, јас верувам дека има момент кога што Бог ќе рече доста беше. И седомте цркви во Откровение ми даваат аргумент да го кажам тоа, ми даваат причина да го кажам тоа, затоа што на повеќето од седомте цркви во Откровение Бог им рече до тука ставам линија. Ако продолжите, немој да мислите дека секој пат ќе постоите. Ќе дојде момент кога ќе згаснете. И примената за нас денеска во однос на тоа кога Бог му вели на Мојсеј, одете вие во ветената земја, ќе пратам ангел пред вас, ама јас самиот не доаѓам. Мислам дека примената за нас е многу јасна. Тоа е дека само затоа што се нарекуваме христијани, само затоа што доаѓаме во црква, само затоа што пееме песни, само затоа што читаме Библија, тоа не значи дека Бог ќе каже амин на се што ние правиме во животот. Тоа не значи дека Бог секој пат ќе го одобрува нашето однесување, зошто бидејќи јас исповедам вера. Убаво да исповедаме вера, не дека не. Убаво да доаѓаме од црква и да пееме и да читаме Библија, ама тоа не ни е гарант дека Бог секој пат ќе не поддржува во тоа што го правиме. Во секоја наша одлука во животот. Ако постојано носиме одлуки кои што се спротивни на Божјата волја, ќе дојде момент кога што Бог ќе рече, ако сакаш да го живееш животот сам, живее го животот сам. Тоа го бараше, тоа го сакаш, така живееш, продолжи напред, па да видиме до кај ќе стигнеш. Сетете се на Самсон. Самсон не беше христијанин, он е во Стариот Завет. Ама Самсон беше човек кој што имаше многу моќен повик врз неговиот живот. Беше еден од судиите и Бог го повика да ги ослободи израелците од огнетувањето на околните народи. Самсон требаше да се бори против непријателот. Одредно време се бореше против непријателот. После некој време, наместо да се бори против непријателот, легна со една од нивните жени во кревет. Му беше љубовница. И после некој време, кога Самсон сакаше повторно се бори против непријателот, авторот на книгата Суди вика, проба, ама не знаеше дека Бог го напушти. Колку трагичен момент. Мислеше дека готово се е во ред, проба, ама не знаеше дека Бог го напушти. Се надевам дека овој случај со израелците во Излез 33 глава и дека животната приказна на Самсон ќе не замислат барем во однос на овие работи, во однос на тоа како носиме одлуки во животот, во однос на тоа колку и дали ја следиме Божјата волја во животот и да не ја сваќаме никој пат, да не ја земеме здраво за готово. Да не го земеме здраво за готово Божјото присуство, Божјото водство, Божјата благонаклонност, бидејќи од тоа што го читам во Светото писмо, ја можам да заклучам дека ако ги земеме здраво за готово Божјото водство и Божјата благонаклонност, сигурно ќе ги злоупотребиме. Сигурно ќе дојде до момент кога ќе речеме како израелците, па нели сме ние Божји народ? Ако сме Божји народ, Бог мора во сила не благословува. Бог мора секој пат да биде тука за нас. И Бог вика, не е баш така, нешто не сте разбрале, не знам што, ама нешто не сте разбрале. Бог им вика на израелците, вие индиректно им кажува, вие злоупотребувате водство, вие злоупотребувате благослов. И затоа време е да се повлече. И зошто реакцијата на Мојсеј беше таква? Ако ти не оди со нас, тогаш не изведувај не од тука. Бидејќи има голема разлика кога се водиме во животот според нашата волја, според нашите сили, и кога се водиме според тоа што е Божја волја во одредена ситуација. И претпоставам дека ако не сите, а мај би рекол сите, го имате тоа почувствувано на своја кожа. Знаеш како е кога тераш во своја сила, во одредена ситуација? Знаеш како е кога имаш проблем за решавање или имаш некоја нова фаза во животот и тргнуваш со своја логика и со своји чувства како да го решиш? И знаеш како е кога ќе седнеш и се смириш и ќе речеш, Боже, не знам како. Или јас знам, мислам дека знам, ама стакам
ти да ми кажеш како треба оваа ситуација да се постава. Има огромна разлика помеѓу тие две. Има огромна разлика кога се водам јас сам од себе, по својата сила, и кога Бог ме води со неговата сила. И Мојсе е многу добар пример за тоа. Бидејќи сетете се неговата, ако може да кажам, животна приказна. Животната приказна на Мојсе е следна. Нели, он се роди, после некој време го чуваше ќерката на фараонот, некој ќе го посени, и он, предпоставам дека знаеше дека Бог им вети на израелците дека ќе ги избави од Египет. И што проба Мојсе? Во своји сили да го ослободи народот. И кога проба Мојсе во своји сили да го ослободи народот, уби еден од нив од египјаните, и после тоа пошла го бара, избега, 40 години го немаше. Кога дојде Божјото време и кога дојде Божјиот начин, со Божјата сила, Мојсе го ослободи израелскиот народ. Има ситуација кај што на некој начин вика Мојсе, може и предпоставам во глава се пресметува, се вика, чекај, Бог вика дека нема да оди со нас. Ама ја многу добро знам што е кога Бог не е со тебе. Дека тоа не дава некои добри резултати. Дека тоа не дава некоја трајна промена. Туку тоа дава можеби некои привремени резултати, ама не е тоа што јас го сакам. Кога Бог иде со нас, кога Божјото присуство е со нас, кога Божјата благонаклонност е со нас, има мир. Има мир. Има и промена. Ако Бог ги пушташе израелците, само ангел да ги водеше и да влезе во ветената земја, немаше да има промена. Не дека кај нив имаше кузна каква промена, они пак се останат тврдоглави. Ама Божјото присуство, тогаш кога го цениме, тогаш кога вистински го следиме, секој пат ќе води кон промена. И кога Мојсе аргументира со Бог, кога Мојсе му вика на Бог, не сакам јас така, или ти ќе не водиш, или не се тргаме од тука, Мојсе дава две причини зошто. И јас искрено верувам дека кога Бог му рече на Мојсе, не одам јас со вас, моје лично убедување е дека беше тест за неговата вера. Ајде да видам како ќе изреагира Мојсе. Ајде да видам како ќе изреагират израелците. И Мојсе вика, нема шанси. Во еден од стиховите овдека вика, во 6 стих вика за израелците, и ги извадија на китите од себе синовите израелски на планината Хорив. Вадење на накит во тоа време значи јас стажам. Ставање на наките денеска е ден за веселба. Вадење на наките нешто не ми се допаѓа. Народот почна да плаче. Народ вика, леле, што ќе правиме сега без Божјото присуство? Верувам дека Бог ќе тестираше. И Мојсе одговара со, Боже, прво, ни треба твоето присуство, му дава две причини на Бог, на некој начин кога вика, биди со нас, еве зошто. Прво, бидејќи ни треба твоето присуство, второ, бидејќи околните народи по тоа ќе не препознаат. Или ќе може да се препознаеме како Божји народ по тоа што ти ќе биде со нас, твојата благонаклонност ќе биде со нас, твоето водство ќе биде тука со нас. И првата причина е таа, Боже, јас имам потреба од тебе. Јас имам потреба од твоето водство, од твојата благонаклонност, од твојот мир, од твојата мудрост. И се надевам дека поттигнати од Мојсе ќе научиме, ќе умееме да го кажуваме ова како некоја секојдневна молитва пред Бог. Боже, јас имам потреба од твоето водство, од твојот мир и од твојата мудрост и од твојата благонаклонност да го водам ова семејство кој што си ми го дал. Ако Бог ме поставил да имате одредена улога во црквен контекст, Боже, и мене ми треба твоето водство и твоето присуство и твојот благослов во оваа улога која што ти си ми ја дал во црквата, во оваа улога што си ми ја дал на работа, во оваа улога која што ми ја дал, пак ќе речем, во било кој контекст каде што Бог ме поставил. Замислете колку ќе беа поразлични нашите денови на оваа земја, која би ги почнувале со оваа молитва. Боже, ако ти денеска не ме благослови со твоето водство, со твојот мир, со твојата мудрост, мене не ми се станува од кревет. Колку ќе биде понекогу ќе почнеме така нашите денови. И Бог ќе не благослови, ако го бараме искрено неговото водство, неговиот благослов, неговата благонаклонност, Бог ќе го направи тоа. Бог му вика на Мојсей, претходно вика ќе пратам ангел, ќе пратам. И Мојсей вика, мене не ми треба ангел. Мене ми требаш ти. Грчкиот збор за ангел, мислам, Стариот Завет напишан на еврејски, ама има грчки превод, ама грчкиот збор за ангел е гласник превод.
Некој Бог му вика на Мојсе, јас не дам, ама ќе ви пратам, мој слуга ќе ви пратам, мој гласник ќе ви пратам. И Мојсе вика, Господи, uz dužno poštovanje, ама мене не ми треба никој друг, пред се ми требаш ти. Штета е кога денеска некои луѓе, некои христијани, некои верници се навикнуваат дека зависат од гласници, зависат од проповедници, од автори, од пастори и така натаму, не зависат директно од Господ. Да, добро е што има и проповедници, и автори, и пастори кои што можеме да учиме, можеме да примаме. Ама мене не ми треба прво некој друг да ме учи, мене ми треба прво Господ да биде во мојот живот. Господе, прати ми ти ангел, не дека не. Не викам не на него. Ама ако ти не ми се даеш, ако твоето водство, твојата благонаклонност, мене не ми треба духовен гуру во животот да ми каже што треба да правам постојано, па тој е само човек. Мене ми треба Божјото присуство, ми треба Божјото водство. Тоа е што Мојсе му го вика на Бог. Ти ми требаш. Прати тие уште 100 ангели ако треба. Ама прво ти дај ми се, прво ти вети ми се Господе дека ти ќе биде со мене и после се останато. И втората причина која што Бог му дава на Мојсе, прво вика бидете со нас, бидејќи не ни требаш. И втората причина е и по тоа ќе се разликуваме и од народот твој, од сите други народи што се на земјата. Со други зборови, Мојсе му вика на Бог, ако ти не водиш и ако твојата благонаклонност со нас, и ако ти не напуштиш, ова ќе биде добро свидетелство и за другите луѓе. Не за наша пофалба. Не за да речам, јас го имам Господ, ти го немаш Господ. Току види Господ што направи во мојот живот. Види како Бог ме води во оваа ситуација. Тоа водство, тој мир, таа мудрост која што и јас имам како поединец, нашето семејство има во оваа дадена ситуација, ти е достапна и тебе. Никој па да не го намалиме значењето на нашето сведоштво пред другите. Ние не правиме работи за другите да не видат. Не ја живееме нашата христијанска вера за да се пофалиме пред другите. Еве јас што правам, еве како се молам, еве колку одам во црква и така натаму. Ама фактот дека тие работи пренесуваат одредена порака на другите луѓе. И Мојсе вели, сакам Боже, со тоа што ти ќе биде со нас, со тоа што ти ќе не водиш, јас верувам дека и другите народи ќе добијат одредена порака. Бог е со нив. Кога влегува во ветената земја, кога пушти изведници во ветената земја, се сеќавате израелците, Раав ги пречека и Раав им рече, слушнавме ние за вас. Слушнавме за тој ваш Господ, кој што ве водеше и ви дае победа над Египет и над другите народи. По такво сведоштво треба да копнееме. Кога нашите пријатели кои што се уште не го познаваат Бог, кога ќе слушнат, речат, слушнавме каква победа ви дае Бог во таа ситуација. Слушнавме дека би било многу тешко, ама живи сте бе, на нога сте. Тоа е сведоштво за другите луѓе. И најважниот дел од оваа глава или од овој текст кој што го читавме е барањето на Мојсе. Ако ти не оди со нас, ние не мрдаме никаде од тука. И замислете каква понуда му дава Бог на Мојсе. Му вика, ќе ви го дам благословот, ама не ви го гарантирам присуството. И сега да беше некој друг на местото на Мојсе, може би ќе речеше, па добро, битно Бог ќе не благослови. Благословот не е загарантиран. Дали ќе биде со нас или не, ангел ќе ни пушти, не остава скоро сами, па не е мала работа и ангел да имаш на своја страна. И може би некој друг речеше, окей Боже, да се ракуваме, договор имаме, тоа е тоа. Дај ни го твојот благослов, па за понатаму ние ќе мислиме. Ама Мојсе беше малце попаметен од тоа, беше малце помудар од тоа, бидејќи Мојсе знае дека Божјиот благослов без Божјото присуство не е тоа. Не е тоа. Ветената земја беше прекрасна земја. И Мојсе го знаеше тоа. А може се вика, Боже, ветената земја без твоето присуство, без твојата благонаклонност, без твоето водство, без твојот мир, додека сме во неа, па нема да е некоја земја на мед и млеко. Буквално ќе има мед и млеко, нема да е тоа што треба да биде. И тоа е така. Божите благослови за нас денеска, Божите благослови без Божјата благонаклонност, без Божјото присуство кај што ние копнееме по него, никој пат нема да бидат тоа што треба да бидат.
И ова се однесува на било кој благослов во животот. Било тоа да е брак, да е семејство, да се деца, да се материјални богатства, да се пари, да се коли, да е имот, дури би рекол дека и духовни благослови, да се духовни дарови, да се духовни таленти. Ако Бог не е во тоа, у смисло како ако Бог не е во тоа, пак речем, Бог е во тоа бидејќи се присутен, ама ако не го бараме ревносно, Боже, ти биди со мене во оваа ситуација, ти води ме во оваа ситуација, бидејќи ако ти не ме водиш, мој се вика, овој благослов мене не ми треба. Мислете која храброст? Ако ти не ме водиш, ма каква ветена земја, не ми треба, у пустина ќе седам. Ако знам дека ти си у пустина, овдека дека си, за мене ова е ветената земја, таму кај што си ти, а не таму каде што има само материјални богатства. И се надам дека ќе го сватиме тоа, дека кога ќе не благослови Бог со нешто во животот, да му се радуваме на тоа нешто, бидејќи благословите од Бог се добри, нели? Треба да се радуваме, ама да кажеме, Боже, го барам Твоето присуство, бидејќи Твоето присуство и Твоето водство ми е најважно во ова. Не ми е важен само благословот, важен си ми Ти. И не само кога станува збор за благослов, туку кога станува збор за секојдневни ситуации, за секојдневни предизвици, за секојдневни можеби некои нови периоди во животот. Колку е добар ставот кога би научиле да го имаме тој став? Боже, ако ти не си во ова, ја не идам никаде. Мислете кога некој ќе би барал работа, бараш работа и кажеш, Господи, ако ти не си во оваа понуда, не ми треба мене. Имаш нешто што треба да завршиш во животот. Имаш некоја одлука која што треба да донесеш. Да речеш, Боже, еве што мислам дека треба да направам јас во оваа ситуација. Ама ако ти не си во ова, мене не ми треба. Како семејство кој ќе треба да донесеме одлука. Некако како било одлука. Да може како семејство, секој семејство например кога си има некоја одлука да донесе некоја ситуација, да рече да може како семејство да се соберете да речете, Боже, ние размислувавме, разговаравме, се молевме и доаѓаме до овој заклучок. Ние мислиме дека треба да одиме во оваа насока. Ама, ако ти не си во ова, не мрдаме никаде. Додека ти не ни кажеш каде одиме. Додека ти не ни кажеш како треба да поставиме и што треба да направиме. И кога Мојсей ги побара овие работи од Бог, Мојсей му рече на Бог, Боже, сакаме ти да бидеш со нас, сакаме ти да одиш пред нас. Одговорот на Бог е во ред. 17 стих. Ќе го направам тоа, што го кажа, зашто ти најде милост пред мене и те познавам многу добро. Тоа е верувам дека тоа е Божјото ветување за нас денес. Ако искрено копнееме по тоа, ако искрено копнееме по Боже, по Твоето водство, по тоа што тебе ти е мило, таму кај што тебе ти е срцето, таму сакам да видам. Во таа насока сакам да се движам. Таква одлука сакам да донесам. Така сакам да се снајдам, да се соочам со оваа ситуација. Бог вика, во ред, ќе го имаш моето присуство. Ќе го имаш моето водство. И да си има Божјото водство е голема привилегија во животот, ама исто така и одговорност. Луѓето кои што секојдневно општат со Бог и кои што го бараат Божјото присуство, кои што го бараат Божјото водство, имаат поголема одговорност од оние кои што не го прават тоа. И ова не го велам за да намалите соопштењето со Бог, пошто нели повеќе одговорност, туку да бидеме сериозни во однос на ова. Бог му вика на Мојсей, важи, ќе бидам јас со вас. И тоа што треба да го имаме, но верам ние денеска е едно потсетување дека Божјото водство и Божјата благонаклонност ни се достапни во секоја животна ситуација. Можеме храбро како Мојсей верам да дојдеме да речеме, Боже, ги бараме. Не со некоја дрскост во срцето, има разлика помеѓу дрскост и храброст или смелост. Дрскост е кога мислиме дека ни следува тоа. Храброст е кога викаме, окей, Бог ми го ветил ова, јас сум доволно храбра да го барам неговото водство, неговата благонаклонност. Прашањето е дали навистина ги сакаме Божјото водство и Божјата благонаклонност. Знам дека теоретски сите ние ќе речеме да, јас сакам Бог да ме води во животот. Прашањето е зошто не ги бараме.
или кога ни се даваат, зошто не сме спремни да ги следиме и да живееме согласно нив. Не викам дека никој пат не ги бараме, ама велам дека можеме повеќе да растеме во овие нешта. Верувам дека можеме повеќе да растеме во носењето одлуки. Некој пат не е ова носење одлуки како каква мајца ќе носам денес, дали црна или бела боја. Не за такви работи да бараме Божје водство. Ама кога нешто стварно има ситуација, речеме Боже, додека ти не ни кажеш во која насока да се движиме, ние нема да се движиме никаде. Ние мислиме дека вака треба да постапиме, ако ти мислиш поинаку, ние чекаме на тебе, ако треба ќе чекаме цел месец ќе чекаме, ама го сакаме твоето водство и го сакаме твојот благослов. И јас верувам дека ако имаме храброст да го бараме ова, верувам дека Бог ќе ни даде одговор како на Мојсе. Доаѓам. Јас сум со тебе.